За сега никој од актуелните членови на судскиот совет не поднел оставка. По двете оставки на врховната судика Мирјана Радевска-Стефкова и Зоран Герасимовски од Скопска апелација до претседателот Сашко Ѓорѓиев нема депонирано други оставки, велат од судскиот совет за Алфа, откако коалицијата Сите за правично судење најави дека и други членови од сегашниот состав сакаат да го напуштат највисокото судско тело. Оставките се личен чин, но засега нема депонирани оставки. Напротив, во Советот преовладува ставот дека во овој момент не е време за оставки. Со оглед на тоа што со последната препорака на владата, конечно е надминет проблемот со полагањето на психолошки тестови и тест за интегритет. Тоа треба да отвори пат за избор на 30 академци, како и на 8 судии во апелациониот суд во Скопје. Воедно во тек е постапката за оценка на судиите, а распишан е оглас и за избор на 2 нови членови од редот на судиите од Врховниот суд и од апелационото подрачје во Скопје. По неодамнешните оставки на судиите Мирјана Радевска-Стефкова и Зоран Герасимовски. Комисиите работат и на предмети за утврдување на одговорност на судии. Ивана Петковска од коалицијата Сите за правично судење вели дека по двете оставки има и други најави за напуштање на Советот. Оттаму се децидни дека ова е единствениот начин судството во целина да излезе од ситуацијата во која се наоѓа. Коалицијата Сите за правично судење и речиси сите правни експерти постојано укажуваат дека актуелниот состав на судскиот совет е нелегитимен и врз основа на тоа не може да ја штити судската независност. Очигледно е дека и самите судии, според последното објавено истражување, велат дека немаат доверба во судскиот совет, односно 3 од 4 судии сметаат дека изборот и разрешувањето на судиите не е соодветно на законот. Имајќи предвид дека ова истражување од 2022 година, може само да претпоставиме доколку сега би било направено истражување, какви би биле резултатите после сите случувања што ги имавме во судскиот совет. Ние и понатаму ќе правиме притисок во насока на тоа дека сите членови на судскиот совет треба да си дадат оставка и воедно да бидат избрани нови членови на Советот, што ќе имаат интегритет и ќе вложат напори за да ја вратат довербата во судскиот совет, пред се од судиите, но и од граѓаните, затоа што ако судиите немаат доверба во судскиот совет, како ние обичните граѓани да имаме доверба? Дека ситуацијата е таква покажа и последната анкета на ОПСИ и антикорупцијската комисија спроведена помеѓу судиите обвинителите кои не им веруваат на највисоките органи во правосудството, судскиот и Советот на јавни обвинители. Над 70% анкетираните велат дека судскиот совет работи за лични и партиски цели, а не е заштитник на независноста на судството што му е основна функција. Освен тоа, во анкетата спроведена анонимно, 32% анкетираните судии почувствувале или се нашле под притисок на членовите на судскиот совет.